Изборната трка започна. Политичарите и оние кои како независни кандидати настапуваат на овие 6 поред локални избори, веќе 6 дена се на терен. Презентација на сопствената програма, тоа велат е главната цел до секој гласач. Она што за сите идентично е дека понудените проекти имаат една цел – подобрување на условите за живот. К1 телевизија денеска ги прашуваше Велешани, што е она што им оставило најголем впечаток по првите 5 изборни денови. Се уште немаат посетено, па и да не посетат. Малку важи тоа, сега за кој како си се одлучил, така нека се гласа. За мене е исто, ми изгледа истава слика ќе биде како што беше и порано. Тоа мислиме, не се надеваме ништо. Чим почна пак да трчат кој повише да земат гласови, тоа е. Многу не сум запознаета, ама мислам не се толку нападни како од други години. А познато не е до сега како работеше сегашниот градоначалник, како претходниот. Према тоа ќе видиме кој ќе победи. Премногу партиски се оди, мислам, претежно за нивни членови. За нас неутрални, неопределени лица, не гледаме нешто посебно што ни се нуди. Истото ни се случува кога претходните години. Иде предизборна кампања, се и се што се ветува, а од тоа што се исполнува е многу тешко да се каже. Во Велес новие избори граѓаните со право на глас имаат можност избор за градоначалник да направат од понудените 3 кандидати. Гоце Чушков, кандидат за градоначалник на партијата за народно движење, Славчо Чадиев на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН и Јаце Коцевски од коалицијата предводена од СДСМ. Најактивни на терен Чадиев и Коцевски. Оценка за првите 5 изборни дена побаравме од изборните штабови на двата табори. Во овие 5 дена ние се трудиме да водиме исклучително позитивна кампања, во максимална комуникација со граѓаните на општина Велес да ги презентираме нашите претходно реализирани проекти кои што се гаранција за реализирање на проектите со кои што излегуваме во програмата за овие избори. И можам да кажам дека сум задоволен од комуникацијата и односот со граѓаните. Но мора да кажам дека од другата страна од нашиот политички противник се соочуваме со една негативна кампања, една кампања на навреди, на дисквалификации, наместо кампања во која што и тие би ги презентирале своите проекти за да граѓаните можат да изберат што е најдобро за нив. Дополнително можам да кажам дека, за жал, овој пат институциите на централна власт се место преку кој што Социјалдемократскиот сојуз врши притисок. Овие изминати 5 дена нашата кампања се одвиваше позитивна, со тоа што ги посетивме сите домови во градот и околните места, презентирајќи го нашиот кандидат за градоначалник и нашите кандидати за советници, со поделување на дел од нашата програма, при тоа слушајќи ги и забележувајќи ги нивните сугестии и идеи. Се сретнавме со повеќе целни групи и направивме средба во руралните средини. Морам да истакнам дека нашиот политички опонент е настроен кон отстранување нашиот кандидат на социјалните мрежи. До крајот на изборниот процес има уште 2 изборни недели. Во овој временски период се закажани двата централни митинзи, кога се очекува да бидат промовирани главните или адот проектите за нова изборна програма на секој од кандидатите во трка за градоначалничката функција.